Океј, значи ќе збориме за монетизација и економија во free-to-play игри. Накратко, што се ќе има во оваа презентација е прво ќе почнеме со жанрови или таксономија на мобилните игри. Ќе покриеме сите игри, или мобилните поспецифично. Потоа ќе разгледаме некои метрики што се мерат за овие игри да бидат, да речеме, профитабилни и успешни и поделени се како на два типа бизнис метрики и продукт метрики. Потоа ќе разгледаме некој market research или како овие различни жанрови на игри каков перформанс имаат. И значи ќе почнеме малце поопшто, пошироко и после ќе земеме одредени примери па ќе идеме во подлабокото. Конкретно во случајов кај Forex стратегии игри. Исто така ќе разгледаме архетипи и мотиватори кај различни видови на играчи, зашто одредени типови на играчи ги играат овие одредени типови на жанрови. И повторно како пример ќе разгледаме во Forex Strategy како изгледа тој продукт-центричен дизајн и каков пристап имаат овие игри кон овој дизајн. Па ќе разгледаме како работат нивните системи, кај што, нели знаете, во сите овие игри, претежно денес скоро во сите игри, као колектирате, собирате нешто. И потоа ќе разгледаме една конкретна економија или едно breakdown, едно разложување на како изгледа таа економија во овие системи, плюс нивните гача системи. Гача е ова, нели, рандом кога добивате случаен избор на одреден карактер, да речеме, од тие ствари што ги собирате. И на крај ќе разгледаме едно разложување како работат продавниците во овие игри и како ги користат овие принципи на економско однесување за да на некој начин за да ги натераат корисниците повеќе да купуваат или да вложуваат во овие игри. Сега ова задолжително интро за мене. Јас работам како гейм дизајнер и продукт оунер од 2015 и фактички од почеток цело време работам на free-to-play игри. Почнав со градење игри од нула, па до систем дизајн, па економи дизајн, како што спомна Горест, и монетизација, тоа се пак е тоа некако вид на дизајн и да речеме како многу специјализирана гранка од систем дизајн, што преминува во посебен фокус на економи дизајн. И на некој начин за да ги правите овие работи ви треба тој market research да биде присутен цело време. Моментално работам во Kabam во Ванкувер како економи дизајнер и моментално работам на оваа игра што гледате на екран, Disney Mirrorverse, која што ќе оди и се лансира на сите мобилни платформи низ цел свет на 24 јуни, значи за помалку од еден месец. Игри на кои што имам работено на повеќе жанрови, почнувајќи со hyper casual, па детски игри на некој начин, и потоа игри што се со коцки и карти, пуцачини, не македонски, игри shooters, потоа овие Forex стратегии или разградувачи, таму каде што градите своето кралство и користите армии, змаеви или што и да е темата. Се до оваа последна игра Disney Mirrorverse, која што се води под жанрот Squad RPG. Сега не е поентата за кои се овие игри, него поентата е гледате таму горе
сите тие жанрови, hyper casual, dice, shooter, 4X strategy. Што е тоа уствари? Зашто се зборува? Се зборува за одредена таксономија како се делат овие игри, и тоа е многу битно затоа што сите овие жанрови и поджанрови имаат своји посебни метрики кои што треба да ги знаете за играта успешно да монетизира. Има 4 главни класи кои што се casual, midcore, sports and driving и казино игри. Тоа е на мобилен, а хардкор се смета дека нема на мобилен, тоа е као конзоли. И потоа овие 4 класи се делат на нивни жанрови кои што имаат своји поджанрови, како што гледате на пример главен жанр во casual е пазл жанрот и на пример Candy Crush очигледен представник. После имате лайфстайл игри, кои што се игри со костумизација или игри кои што се возат највише со приказна. Па имате овие AR, Augmented Reality, или Location-Based Games, како Pokemon Go. Потоа имате аркадни игри или оние old school игри кои се преведени на мобилен, како што да речеме Archero. И имате потоа hyper casual игри. Веројатно го знаете овој тренд, имате тука представник со македонска игра Tie-Dye. И имате потоа simulation игри со нивните поджанрови, каде што најголем представник кој што го знаат сите што имаат деца е Roblox. Специфично за сите овие жанрови од аспект на монетизација е како тие монетизираат. Значи, повеќето или сите од овие игри имаат IPs или in-app purchases, или пробуваат да ви продадат нешто за вистински пари во играта, во моментот кај што тоа се наоѓа во самиот core loop на играта. Односно, едноставен пример би бил као во Candy Crush. Идете до крај, не го поминувате нивото и имате понуда да купите плюс 5, плюс 10 потега, што е тоа е тој момент кај што се понудува продажба во core loopот на играта. Исто така овие игри монетизираат многу од реклами, што исто така веројатно сите сте го доживеале ова, и имаат поедноставен метагейм кој што го позаимуваат од мидкор игрите и нормално има тука хибриди, ни еден од овие жанрови, посебно најуспешните игри, сите имаат некој одреден процент на хибридизација. Hyper casual, например, како еден посебен поджанр тука, е, например, познат по тоа што монетизацијата е 99% реклами. Како од друга страна, овие мидкор представници, најголема класа е RPG игрите или овие се тие колекторски игри, кои што, како што гледате, имате препознавате веројатно некој од овие жанрови, има многу тука се зборува. Fighting RPG е, например, представник ова игра. Другата игра голема тука што е во Кабам, например, Marvel Contest of Champions. Стратегии, каде што Forex Strategy, Forex старата дефиниција за PC игри, уште пред да постојат мобилните игри, тие се како некој успешно преведени во мобилни игри. Типичен представник би била Rise of Kingdoms од овие игри, ќе зборуваме подетално со повеќе примери за оваа игра конкретно. Потоа имаме овие пуцачини, каде што PUBG е главен представник, Card Games, исто така колекторски игри, сите овие што гледате моментално на екран се занимаваат со колекции. Yu-Gi-Oh би бил тука представник, или Hearthstone. Потоа другите овие две како подкласи, пошто поделени се посебно за тоа што се враќаат на
посебна публика се Sports and Driving, каде што се делат на аркадни и реалистични спортови или аркадни и реалистични игри за возење. И казино игрите кои што имаат нивни под жанрови на казино, што е еден сосема посебен свет, кој што не би знаел многу да ви кажам за тоа реално. Како монетизираат миткори игрите? Миткори игрите монетизираат со овие понуди за вистински пари, IPs, не во корот на играта, не во јадрото, не во самиот геймплей, туку низ метагеймот. Што значи купувате ствари за да ги унапредите, за да ги овие преводи од англиски на македонски се тешки. Апгрейд да направите на вашите херои или што и да се. И тоа е, уствари, тука главниот модел на монетизација со продавање низ метагеймот. И исто така тука имаме и subscriptions или претплати во овие игри, кои што се обично временски на 2 недели или месец дена. Хардкор игрите, како што кажавме, се смета дека се надвор од доменот на мобилни игри и знаете таму, или ја купувате играта, или купувате експанзија, или имате некаков subscription. Или почнуваат да продаваат некакви скинови и козметики за игрите. Како изгледа, ако гледаме некаков market research, ова е само за USA и како изгледаат сите тие поджанрови и колкав процент од нивната заработка имаат во секој жанр. Овие бројки се за првиот квартал на 2022 и гледате тие топ 12 жанрови, например, што се вкупно во 60. И ова, например, треба да се напомене дека ова е само IP only. Игрите што монетизираат низ реклами се посебна класа и нема моментално платформа што може да ги мери нив и како тие монетизираат. Меѓутоа, ова е на мобилен главниот модел на монетизација се уште и гледате тука како одредени миткор жанрови каков перформанс имаат, например, тие Forex Strategy имаат најдобар перформанс со монетизација и после се нели RPG, turn-based RPG и така натаму. Додека сепак се уште на прво место се Mage 3, Candy Crush и имаме уште двајца представници од игрите на симулации. Казино исто така има уште два представници, тоа е нели оној посебен дел. Сега ќе зборуваме за тие метрики на бизнес страната. Ќе видите тука некои кратенки и што тие кратенки значат. Овие ствари се многу битни за играта уствари да биде профитабилна и да има перформанс, односно да остане да живее или дали вреди да вложувате во маркетинг, во user acquisition, да купувате уште корисници преку Facebook маркетинг или социјални мрежи маркетинг кои би ги довеле во играта. Главни метрики тука се овие cost per customer, каде што формулата е cost per install поделено на конверзијата или колку играчи станале муштери на некој начин. И имате тука пример кога тој cost per install бил $2 и конверзијата е 2%, тогаш вашата цена по муштерија е $100. Овие бројки во овој момент се само примери, не се реални бројки. Покасно ќе гледаме реални бројки за перформанс за некои игри, ќе ви спомнам точно
кога имаме овакви точни бројки. Другата битна метрика што се мери е ова LTV или доживотната вредност на играчот во вашата игра. Каде што се мери низ овој пример, ако просечниот животен век на играчот во вашата игра е 3 месеци и ова RPPU, односно Average Revenue per Paying User е $75 месечно, тогаш може да кажеме дека тој LTV е $225. Ултимативно ве занима кој е овај ROAS или Return on Ad Spend. Тој се пресметува по таа формула што ја гледате тука на екран и од примерот од претходните две коцки гледате дека ако ги земеме тие бројки, тогаш испаѓа дека овај Return on Ad Spend е 34%. Односно, доколку имате игра која што има перформанс со вакви бизнес метрики, значи дека ги повраќате 1/3 од парите што ги вложувате, а додека останатите 2/3 во основа ги губите. Како се поправа ова? Се поправа што, например, треба да се сколеми просечниот животен век на играчот во играта или просечно играчите што трошат пари да трошат по повеќе пари и така натаму. Има многу начини. Меѓутоа, овие се главните метрики кои што ги занимаат паблишерите или луѓето кои што се на бизнес страна. За да функционираат тие финални бизнес метрики се мерат и се анализираат многу други продукт метрики. Тука имате уште едно купче акроними кои што имаат свое значење и се гледаат сите овие работи, например, доколку би потрошиле $365,000 на реклами за играта и добиете 450,000 инсталации со тие $365,000, тоа значи автоматски дека вашиот cost per install е 80 центи. И потоа перформансот на играта како се мери. ARPDAU е исто една стандардна метрика, Average Revenue per Daily Active User, која што се движи по зависност, значи мора да напоменам сите тие претходно поджанрови што ги гледавме од casual и од midcore, за сите тие има индустри стандард метрики, како вие што ги гледате тука што се земени од некоја рандом игра, и сите имаат различен перформанс. Значи retention, овде што гледате колку играчи задржувате на прв ден, трет ден, седми ден, 14 ден и така натаму. Во hyper casual игри овај тип на retention е неприфатлив. Таа игра нема да успее као 100%. Додека во midcore овај тип на retention е окей и може да живеете. Во hyper casual игри, например, retention после 30 ден скоро и да не ги интересира, додека во midcore игри битно е како retention имате после 1 година и после 2 години, тоа се игри што се играат многу долгорочно. Овај Return on Ad Spend исто така се мери низ време. Значи, колку добивате повратни средства прв ден, трет ден, седми ден и така натаму. И, например, обично, кога ќе надмине 100%, тоа не значи дека играта е профитабилна, тоа значи дека сте ги повратиле парите што се потрошиле за реклами. А имате, нели, и други ставки тука на трошоци, како плати за луѓе, 30% за Apple и Google, intellectual property, IP е некакво ако имате, како Disney, например. Исто и они имаат тука карти, така натаму. Што значи, профитабилни игри се, пак зависи од жанрот, али тоа се оние игри што прават ROAS отприлика претежно над 160%. Значи, таа метрика треба да е над 160% за играта да биде стварно профитабилна. Други метрики што се мерат се колку имате percent of paying users. Тој процент пак зависи од многу жанрови, се движи од
било каде, од 1% до 7%. Но генерално тоа е тоа. Секогаш имате над 90% од вашата публика која што игра for free, не плаќа ништо, така се вика и моделот, нели, free to play. И тоа е тоа. Други битни метрики што следате: конверзија на играчи во муштери на прв ден и седми ден, DAC е Daily Active Customers и така натаму. Сега ќе погледнеме, како што кажав, сите овие жанрови имаат нивни различни метрики, ама ќе погледнеме еден специфичен жанр, како што се овие Forex strategy игри, каков перформанс имаат на пазарот. Ќе видиме Worldwide View и View само на USA. Овие се вистински бројки за како овие игри перформаат во последниве 2 години. Значи има тука некои топ 25 игри. Гледате дека, например, Rise of Kingdoms, првата игра, направила 1,3 билиони долари во последниве 2 години. И ако разгледаме овие бројки представени на графа, гледаме дека ова е вообичаено. Значи, топ 5 игрите обично земаат многу голем дел. Но кај овој жанр, како што гледате многу други игри, значи сите топ 25 прават над 100 милиона, односно над 50 милиона годишно. И гледате како после ова крива се легнува во наредните 10 и во наредните 35 игри, какви заработувачки имаат, нема некоја огромна разлика. Овие игри се дизајнирани со специфични потреби, значи овие се малку дизајн терминологии. Овие игри се дизајнирани со тие потреби и желби, тоа е главното. Не се дизајнирани за фан или вау момент или овие некакви визуелни оргазми или не знам што. Значи, овие игри, играчите што ги играат овие игри не им гајле за тоа. Ако сте играле вакви игри, сте виделе дека овие игри се околу дипломатија и стратешки интеракции и такви работи. Самите судири во игрите, самите тие тепачки најчесто не се ни гледаат, односно добивате репорт дека сте испратиле армија од 100 милиона и сте победиле и сте изгубиле X проценти или така нешто. Што исто така е добро за од страна на колку кошта тоа продукциски. Фактички поевтино да правите такво нешто, отколку некои игри што се со како висок визуелен продукт. Бидејќи овие игри прават вакви ненормални суми на пари, нивниот cost per install, која ги рекламирате, е уствари многу скап. Најскап во цела индустрија, да речеме. Кај што, например, тој blended, што се смета од сите земји заедно, е отприлика $10 по корисник. USA, ако ја таргетирате само USA или ако таргетирате тие Tier 1 countries, тогаш таа цена скока до $25 по корисник. Овие игри исто така имаат најниска ретенција или задржување на играчи од цела индустрија. Ги губат во втор ден 70% од играчите, но тие играчи што остануваат после 30 ден, остануваат во играта со години буквално. Затоа тука беше висока терминална ретенција, односно најдолго во индустријата. Истиот преглед само на америчкиот пазар, гледа тука Rise of Kingdoms е на трето место, што значи Worldwide е на прво, што значи дека не е толку фокусирана на америчкиот пазар, но сепак е таму, има одличен перформанс.
првата игра State of Survival е уствари со зомби тема и тие пробуваат да стават IP-ов на Walking Dead на играта, што не беше така од почеток, но и од после го стаја. А Rise of Kingdoms е, например, игра што е слична на Civilizations и е таква medieval кралства и се заснава на такви играчи. И интересно е што ако ја видите тука кривата на заработка, скоро и да не е крива. И ова многу ретко се случува уствари во различни поджанрови. Ова е малку уникатен жанр во овој поглед, каде што многу голем број на игри сите заработуваат добро. Не е како, например, случајот на Candy Crush, каде што првите 3 игри заработуваат повеќе од 90% од цел тој дел од пазарот. Друг интересен факт за овие игри е дека се делат грубо на две категории, или се Made in China, или се амерички и имаат големо IP асоцирано со нив, како Star Trek, Game of Thrones и слично. И исто така интересно за овие игри е дека клонови уствари работат, сите се слични една на друга. Што за повеќето жанрови ова не функционира, али кај овие игри функционира, само што останува фактот дека е многу тешко и обемно да направите ваква игра. Архетипи на играчи и мотиватори. Овде, например, може да видите кај RPG игрите кои мотиватори се битни за овие играчи. И гледате по овој граф тука дека отскокнуваат овие 5 работи, кај што овие играчи сакаат да усовршуваат работи, битен им е социјалниот аспект, битен им е тој возбудувачки момент и битно им е колекционерството. И ако ги видите овие, како се делат сите овие играчи, ќе гледате дека тука имате тие Treasure Hunter, Thrill Seeker, Skill Master, King of the Hill. Ако го видиме истото ова за стратеджи игри, гледаме дека фактички имаме тој преклоп на публика, повеќе од пола, и се работи за истите мотиватори и за истите или слични типови на играчи. Каде што во стратегиите типовите на играчи повише се ги сакаат тие двата аспекти на менеджмент, односно стратешко планирање и оптимизација на ресурси, и исто така има многу битен социјалниот аспект, каде што двата аспекти на социјални игри, каде што се надпреваруваш против други, ама исто така и соработуваш, односно имаш своја алијанса или нешто слично. И пак колекционерство за се ова тука како пропратна ствар. Ова е скриншот од Rise of Kingdoms, или тука ќе збориме малце како се пред да навлеземе во економијата на играта, мора да разбереме како се прават овие игри и зошто се прават така. Интересно за овие игри е што има таков недетерминистички дизајн, односно ние како дизајнери правиме мапа, правиме одреден сет на правила и потоа социјалниот аспект е битен. Играчите прават што сакаат да прават на таа мапа. Некој сака само да копа ресурси, некој сака да напаѓа, некој не сака, некој не знае што сака и така натаму, меѓутоа во основа немате многу контрола. Немате водење конкретни и точни правци на тоа што би правеле играчите. Социјалниот аспект, како што рековме, е најбитен. Клановите се во овие игри. И друга битна работа е дека овие игри имаат успешно ги поземуваат тие колекторски механики од RPG игрите. И овие социјални аспекти на механиките на клан, на ниво на клан, одат подлабоко до AVE, тоа е Alliance versus Environment, and AVA е Alliance versus Alliance, and KVK is Kingdom versus Kingdom.
од овие причини се дизајнираат со како игри на повеќе сервери. И тоа тематски се врзува во случајов тоа се као различни кралства. Поентата на ова е да добиете повеќе од тој претходно што видовте архетип на играчи што се вика King of the Hill. И затоа се отвараат сите тие сервери и овие игри се сегментирани на различни сегменти, се со цел од една страна по-ферски, сите се надпреваруваат, значи во собствена категорија, луѓе што почнале да играат во играта пред еден месец и луѓе што више играат 2 години, си се искатегоризирани и сите се надпреваруваат во некоја своја лига, да речеме. Али крајната цел на монетизација на овие игри е од тие играчи King of the Hill што сакаат да се искажат на врвот на сите овие различни лидербордс, и тоа е тоа. Овие игри специфично е многу добро што покриваат се. Значи ги полнат серверите со специфичен микс на free-to-play играчи и на луѓе кои што трошат пари. И тука уствари UA, што значи User Acquisition, и продукт мора да имаат као една совршена синхронизација, и тоа има импакт на сите метрики во играта. Играчите во овие игри, како што кажуваме, тие што остануваат после месец дена, се кој е македонски збор, ненормално посветени. Кога работев на овие игри и пробуваш со sandbox environment, каде што нели можеш да купуваш ствари, а не трошиш ствари пари, пробуваш да играш со тие најголеми спендери, најголеми трошаджи во игрите, и играш по 6-7 сати дневно со нив и гледаш дека не може, значи полно работно време е да играш со овие луѓе. Има многу луѓе што трошат по буквално просек по $1000 секој ден. И тоа е една ствар што понатаму како економи дизајнер е една од потешките работи што треба да ги изработите во овие игри, е дека мора да покриете се. Мора да покриете тие 90% луѓе што не трошат пари и до луѓето што трошат по $10 годишно и до луѓе што трошат $1000 дневно. Пошто очигледно постојат, и тоа е тоа. Има многу милионери денеска и милионери мора да играат игри. Океј, да се навратиме каков user journey имаат овие игри. Rise of Kingdoms конкретно има огромна мапа која што ја дели на овие 8 кралства и пробува да ги наполни најбрзо можно сите 8 со по прилика 30.000 корисници. И потоа кроз време се отвараат одредени чекори и се иде кон центарот на мапата, каде што обично има таму некој главен елемент, замок, capture the flag, hold the castle, такви работи, такви механики, каде што треба да се функционира на ниво на алијанса, значи клановите мора да се помагаат и така натаму. Значи кога почнувате на почеток работите во едно кралство и го заекнувате собствениот клан и се тебате против други кланови, меѓутоа кога ќе се влоговите кои ќе се зголемат и кои ќе се отворат други кралства, тоаш овие други кланови што биле непријатели до вчера ви стануваат пријатели, затоа што мора цело кралство да функционира против друго кралство. Значи функционираат на повеќе нивоа, на индивидуално алијанса и на ниво на кралство, да речеме. Како изгледаат тие финални борби за финалниот централен елемент? Изгледаат вака, прилично лудо, има такви тепачки од 5000 против 5000 и
Тоа играчите го опишуваат како чувство што не може да неповторливо чувство во овие, барем во мобилниве игри. Што има некаква смисла во овие механики, затоа што гледаме дека има илјадници луѓе што сте спремни да потрошат над $100,000 за да бидат најдобри во кралството. Друга работа за како работат овие hero колектори и како им работи во Rise of Kingdoms нивниот систем е ова е значи вообичаениот начин, каде што имате овие раритети од Common, Rare, Epic и Legendary и обично секогаш се вака распоредени во игрите. Имате најмногу Commons, најмалку Legendary. Rise of Kingdoms, кога ја пуштија играта на глобално ниво, почна вака со овие раритети. Значи, скоро рамно, и после 3 години, сега и 4-та година на играта, али после 3 години во Live Ops, во живо, нивната распоредба на овие раритети изгледа вака. Што значи дека тие не само што тотално е превртиле пирамидава, туку и тој горниот дел е уште и проширен. Што прилично неверојатно и како ова стана да функционира затоа што тие ги покриваат на овој начин сите аспекти на free to play. Со тоа што ако играте да ги приметите дека тие херои што се common и rare се на некој начин free, или rare се за low spenders, или за free to play, ако е за долгорочно играчот остане да игра. Потоа Epic класата е за средни потрошувачи и Legendary класата е за високи потрошувачи. Оваа табела од економски аспект е многу битна, каде што треба да одлучите како економи дизајнер како ќе бидат дистрибуирани овие типови на херои. Во Rise of Kingdoms, например, free to play, односно наградите кои ги добивате низ играта се 5% Legendary, 33% Epic и така натаму. И гледате како се тоа води. Значи, Common се 0% планираат да продаваат од Common. HC, Hard Currency, односно нивните гемови, диаманти или што и да што и трошите во играта. Разликата од Hard Currency до вистински пари е генерално многу мала. Меѓутоа, Hard Currency е медиумот преку кој што добивате може да добивате кроз награди низ играта Hard Currency или да го купувате за вистински пари, додека нели вистинските пари се само ги трошите, не ги добивате низ играта. Како изгледа брейкдаун на економијата на оваа игра? Изгледа вака, каде што гледате дека секој раритет, секој херој има нели прво раритет и потоа ги имате овие стандардни на некој начин во овие игри вектори на прогресија кои што се tier up за нели да направите да биде 4, 5, 6 звезди. Rank up, рангирањето е се дешава обично на секој 10. Glitch, окей. На секој 10 левели и level up е нели она стандардното заработувате некаков XP experience за да го левелирате. Или може би се подобри од дола нагоре. Значи level up е најгрануларниот, па е rank, па е tier. И гледате се доделуваат и во hard currency и во вистински пари, нели тоа се преведува после, се доделуваат овие вредности на сите овие, каде што фактички гледате колку би коштало во вистински пари секој од овие, да речеме, виртуелни ајтеми.
Потоа се пресметува нешто што се вика минимален ефективен кост на македонски, минимална ефективна цена на овој контент што го имате. И потоа гледате како тоа се пресметува. Значи, ефективна заработувачка на сите херои овдека би било $160,000, но ова е кога ги поставувате тие вредности пред гачата да дојде на ред. Гачата уствари прави ги зголемува драстично од 9 до 10 пати овие ефективни заработувачки, и тогаш ова 160,000 станува 1,4 милиони. И ова сето малку изгледа прескапо и пренапумпано со причина затоа што во LiveOps потоа продавницата како работи почнува да работи со тие економски behavioral economics, економски однесувања што ќе ги разгледаме покасно, каде што ви прават продажби 3 за 100 и слично. Сам ќе разгледаме конкретни примери, и тоа ја намалува фактички вредноста на сите овие ајтеми што претходно сте ги пресметале, и се симнува на нешто што би било $300,000 во овој случај. Но ова е за сите херои во играта. Сите херои во играта обично не ви требаат, ова е претерано. И сите игри имаат различно, како например во Rise of Kingdoms или генерално во Forex Strategy мора да се замарате или да користите минимум 12 херои. И ако се сеќавате кои бројки ги имаат тие во нивните раритети, минимален ефективна заработувачка со гача и сейлс имаат околу $2,000, а максималната е околу близко до $100,000. И тоа е $100,000 само за хероите што мора да ги имате. Овие се викаат длабочина на монетизација во игрите, и тоа е тоа. Овие игри мора да покриваат вакви ненормални длабочини на монетизација, затоа што имаат бројни примери од пазарот и во последниве 10 години, каде што фактички постојат затоа што има потреба за нив, затоа што има луѓе што уствари го прават овој трошок во игрите. Гачата како функционира во например во Rise of Kingdoms, односно отворањето на овие кутии, прилично едноставен и елегантен дизајн. Овој Golden Chest носи најголем дел. Тие шардови што ги собирате за да ги апгрейдувате легендарните херои, тие се може да имате, да ви паднат само од овие кутии, и ствари што се користат тука. Например, тешко е да за корисникот од негов point of view, од негова гледна точка, тешко е да видат вистинската вредност на овој чест, затоа што има одредени продажби, има како што прогресирате низ играта, има инфлација, цената се намалува, например од $3 до $6 е тоа по ова, плюс дневно ви даваат, како што собираат одредени награди, завршуваат одредени мисии, ви даваат 1 до 2, погасно до 3 од овие клучеви како без пари, for free, и така да битна работа е да не може корисникот точно да ја одреди цената на овие честови. Ако го разгледате ова математички, го направите некој Excel, и ако видите што уствари што се паѓа од овој чест, ќе видите дека тие материјали за хероите се само 33% од целокупните ствари што може да ви се паднат од овој чест. И ако ги разгледате од претходните слайдови, тие огромни табели,
ќе видите и со тие доделени вредности ќе видите дека уствари вредноста на овој чест се некаде измеѓу $1.25 и $1.50, што значи дека дури кога ви го продаваат во најголем сейл по најефтино, тие пак заработуваат. Тоа е истата финта како, не знам, сте купиле Nike патики на 70% попуст. Никој не изгубил пари на тоа, тие пак прават некаква заработувачка, само е помала, односно претходно тие што плаќале full price, полна цена, едноставно на нив се заработувало многу поише. Сега, тој дел за behavioral economics или однесување, економското однесување, тоа е тој дел кај што се преклопуваат овие методи на психологија и на економија, сите овие ефекти. Ќе разгледаме конкретни примери, каде што во продавницата на Rise of Kingdoms, зашто е така дизајнирана како што е и како ги искористуваат овие економски однесувања за сето тоа на корисниците да им изгледа примамливо, пошто не е поентата само да направиме математика со длабока економија, мора после тоа да се поврзе со самиот гейм дизајн, за играчите да бидат заинтересирани и да едноставно да работат со таа економија. Главниот таб на понуди на Rise of Kingdoms има нешто што изгледа вака и интересна работа е која ќе во овие игри каде што се прават овие ненормални суми на пари, која ќе влезете во играта, гледате дека сите ствари што се продаваат во играта се некои 5, 10 или $20 и нема ништо поскапо и сето тоа изгледа некако по-пристојно, не е како во некои други игри кај што имате понуди за $100 и така натаму. Во суштина, тие ги користат овие step-up, се викаат, односно скриени се овие понуди една за друга, така да само кој ќе купите оваа прва понуда од $5 амерички или 7 канадски, тогаш ги гледате позади неа другата што е 10 и позади неа има друга од 20 и завршува со 3 пута 100. И така да, тоа е уште еден начин каде што кога ќе почнете овие да ги купувате, секоја наредна е подобар и подобар дил. Очигледно гледате дека, не знам, ако сте добиле 2 златни звезди за $5, за 10 нема да добиете 4, не ќе добиете 5. И така натаму се јавува тој FOMO тука, Fear of Missing Out, каде што луѓето што трошат, ќе потрошат подлабок чекор тука, ќе потрошат од $185 до $385 наместо само 100, кога би му дале некоја супер добра понуда со 500% value за $100. Друг таб имаме со ниски понуди. Овие се така наречени во тој економско однесување се наречени decoys или мамки, каде што ги прават овие понуди интересни за нивниот VIP систем, каде што билдате одредени VIP поени и добивате се поевтини работи. Ако ги разгледаме што нудат овие три честови, ќе видите дека тој што е за $1 има најголема вредност, па после овој што е за $2 има малку помала вредност и за $3 има најмала вредност, но сепак има тој 5,5 или 550% вредност. Но, како што учите играта и како што гледате што се случува, иако на почеток ви изгледа дека тој $1 е најдобар дил, ќе видите после дека тој $3 е уствари најдобар дил, затоа што само во него имате загарантиран златен клуч што ви отвара тие златни честови што се уствари најбитни во игра. И ова е од повеќе гледни точки издизајнирано за, например, тие што се најниски потрошувачи, би го купиле еден, тие што се средни потрошувачи би го купиле тој од $3, а на крај завршувате дека овие спендерите ги купуваат сите 3 секој ден.
Овај hard currency tab, каде што се продава гемовите или основната монета, не знам на македонски. Овај таб уствари е направен само за овој метод што се вика anchoring или некакво укотвување на цените. Никој не очекува да купувате тука, да ги купувате овие 6 понуди, но очекуваат да ги гледате и да знаат, да имате некоја укотвена вредност дека за $5 ќе добиете 1000 гема и тогаш на некој начин добивате некоја вредност во главата дека $1 е 200 гема и ова се прави секогаш репетитивно, секој ден ги гледате овие ствари и сите други понуди после што ќе ви понудат за $5 1000 или 900 гема плюс други работи, автоматски ви изгледаат како многу подобра понуда. Така да овие се тука само за тоа, само за да укотват некаква вредност. Овој друг таб, што е на некој вид на предплата, кај што би добивале 7 или 30 дена од некој одреден ресурс, овие табови уствари не се толку многу фокусирани на монетизација, колку што се фокусирани на retention, односно да ве задржат во играта. Односно, ако успеат за овие $10 да бидете на предплата, односно да јаде секој ден во играта, тоа значи дека само, како што кажав, луѓето што остануваат повише од 30 дена во овие игри, остануваат со години. Односно, целата поента на овие супер добри понуди е да ве навлечат во играта, да останете многу подолго и потоа тие од првиот таб веројатно да ги купувате поскапите понуди. Има и уште еден таб, зашто е исто така многу битна за задржувањето на играчи, е многу битно во овие игри, кај што како што го зголемувате, нели, ова кралството, левелот на вашето кралство, ќе добивате овие прилично големи суми на hard currency, така да ова има најголема вредност. Поентата е дека ако почнете тука, тоа е тоа, навлечени сте едно 9 месеци на играта, дури и со некој средно трошење, не мора никој знае колку да трошите, и пак ќе видите над 9 месеци во играта. Но приказната за продавницата на овие игри не завршува тука. Главната продавница не функционира како една затворена соба во играта, туку има тие некакви секундарни продавници, еден куп од нив имаат, и сето тоа на почеток звучи како некој неинтуитивен UX или user experience, меѓутоа после одредено користење, подолго користење, гледате дека тоа го имаат тој концепт, дека имаат мол од продавници наместо една единствена продавница. Ова се дел од продавниците како изгледаат тие секундарни продавници. Една е VIP shopот, каде што е најдобро место за да трошите овој hard currency, пошто е таму како најголеми попусти. Честовите се исто така нивна собствена продавница, што ги видовме пред некој слайд. Имате посебен medal store, каде што имате одреден сага мап што ве учи на одредени механики во играта. Тука може, например, да добиете одредени количини на овие hero материјали, директно ги купувате, рандом се секој ден, значи тука нема гача, нема рандомнес, и тоа е тука примамливиот момент, дека може нешто да добиете директно што ви треба. Mysterious Merchant е друг вид на продавница, каде што може да купувате со овие секундарни ресурси кои што не се толку многу битни во играта и сите ги имаат. Тоа е претежно за да се одржува економијата на тие sinks and sources во играта. Исто така, секогаш количините се лимитирани, и плюс уште овие други Battle Pass и продавници што се специфични за игрите и така натаму. Сена се еден куп продавници кои што не ги ни приметувате низ играта.
И уште еден друг многу битен последен момент кај овие игри се зашто се мидкор игрите мидкор, а не се хардкор, е тоа што овој принцип на complete UX loops, што значи дека и покрај тоа што овие игри се ненормално комплексни, секогаш имате некои водичи низ играта, никогаш не се заглавени во играта. Единствено кога ќе се заглавите во играта е ако немате некаков ресурс и тогаш завршувате во некој од продавниците. Океј, значи за крај неколку поенти е дека одличен дизајн се постигнува во игрите кога некога нема повеќе што да додадете, значи не само да се шлапаат нови системи и нови модови, туку кога нема ништо, не може ништо да тргнете од тие модови и механики. Односно кога нешто би тргнале, играта престанува да работи. Ова само значи дека се мора да биде поврзано во играта во една машина за се да функционира заедно. Тие модови што се фокусираат на социјалниот аспект се секогаш примерни, барем во мобилни игри. Ова више го спомнавме дека се дизајнираат со желби и потреби. Сегментирање е многу битна работа во овие игри, посебно за долгорочен енгејџмент во овие игри. Економијата и монетизацијата, значи мора да ги измапирате и да ги пресметате, како што гледавме во тие први слайдови, во раните фази на играта, затоа што нема да ви функционираат метриките на продукт сайт и конечно метриките на бизнес сайт, доколку го немате овој дел. Треба да пресметувате минимална ефективна сума на вашиот контент. Треба да ги имате тие безбедносни граници, безбедносни бафери на вашата гача, затоа што најчесто се случува да се додаваат нови модови во овие игри и нови ајтеми кои што ќе треба да ги додадете во гачата и само ќе зголемувате вредноста, и доколку ги немате овие бафери, фактички влегувате во минус економски. И економијата и системите мора да работат во синергија за юзерот да го фрлаат низ различни модови во играта, односно на некој начин да го тераат да му е гајле за тие различни модови во играта, низ овие принципи за complete UX loops. Кога дизајнираме вакви колекции за херои, секогаш најдобро да ги дизајнирате со тие архетипи на различни потрошувачи и конечно се во вашите продавници мора да има некаква цел. И овие економии на однесување помагаат многу повеќе од колку било кој што мисли дека не помагаат, затоа што тој behavioral economic е едноставно како се нашите човечките мозоци поврзани. Дури и кога ги знаете сите овие финти, што не се финти, устари тоа е цела наука, дури кога знаете дека тоа 3 за 100 не е 3 за 100, секогаш функционира, посебно на ниво со повеќе корисници. И тоа е тоа. Океј, кај сме тука? Фала ти, Ептен. Да ти кажам право, имаше еден пријател мој, исто гейм дизајнер, рече презентација без график не е презентација. Така што ми се свигаше дека имаше многу графици. Имаме неколку доста прашања уствари, ќе почнеме полека. Вака, Тестер вика препорака за книга, видео за учење и напредок на монетизација во игри. Дали ти текне нешто такво? Книги... Може би курс? Не. Книги што се за монетизација на игри, конкретно нема, барем нема добри, ја што сум видел.
али книги што учите за овие behavioral economics и монетизација и такви работи, има научници и академици што се занимаваат со работи. Например, мислам дека најдобар пример е Predictably Irrational на Dan Ariely. Predictably Irrational е многу добра книга кај што имате примери од се и свашта од секојдневен живот, од туристички агенции до продавници за патики, нема врска, кај што гледате, се користат истите принципи уствари во монетизација на игри. Каде ти го научи тоа? Односно, како се префрли од гейм дизајн на монетизација? Освен на виртуелна улица. Да. Па да, читав многу на темата и едноставно тој дел од дизајнот секогаш најмногу ме влечеше и како што ги играте нели овие игри, гледате како се дешава таа прогресија, какви понуди има, зашто има такви понуди и ден денеска секогаш кога ги играм овие игри, тоа ми е како пола игра, пола работа, цело време, знаеш, пратите зашто го прават тоа. Па ги имате сите овие други платформи како Sensor Tower и Game Refinery кај што гледате едноставно гледате перформанс, гледате revenue, гледате заработувачка. И ако видите дека тоа е интересно, например, од овие, например, стратегии, гледате дека сите заработуваат добро, али оваа еднава заработува билиони и ако играте, проблемот е што мора да ги играте овие игри над 3 месеци и се многу захтевни, али ако играте, например, таа игра со друга игра што заработува само 100 милиона, ќе ги видите уствари сите овие работи и разлики, ќе видите дека уствари геймплей од играта е 97% иста. Разликите се во начините на монетизација, како тие успеваат да ви придобијат со овие понуди и како успеваат се тоа да го врзат со прогресијата на играта за да се чувствува таа вистинска потреба за монетизација. Дали имате искуство со гача монетизација и совети за успех? Ова е широк. Да, игри на мобилни, сите игри што сум ги работел, скоро се гачам. Да, значи, спомнав тоа низ презентацијата, значи, дизајнирање на гача изгледа лесно, дури него зафркнете 3-4 пати кроз игри. Тоа што го спомнав, значи, кога дизајнирате гача, мора да земете неколку работи во предвид. Прво, сите аитеми во играта мора да им додадете вредност. Значи, еден херој, ако е Legendary, кошта $2000 за max out, за да се излевелира до максимум. Океј. Тоа значи дека ако го ставите во гача, со добри проценти, што за почеток може слободно да ги препишете од некоја игра како Rise of Kingdoms и после да размислите како тоа би работело подобро вашата игра, гачата ќе го избуста таа вредност нагоре и после како што спомнав во продажба ќе биде со не знам какви попусти, па таа вредност ќе симне надоле. Мора да ги имате тие ствари во играта што почнуваат од тоа доделена вредност, па гача буст, па price drop во продажба. И мора тоа да функционира и се доземено во предвид да функционира таа длабочина на монетизација да имате за да функционира гачата. Дали креирате ситуација за играчот да заглави негде со цел да го натерате да купи нешто? Тоа зависи од жанрот. Значи, тоа го прават сите игри со различни цели. Никогаш, генерално скоро никогаш не го заглавувате играчот со цел да купи нешто, него го заглавувате во некаква прогресија. Без разлика дали е, не знам, Clash Royale, каде што мораш да чекаш
често 4-8 сати да се отвори, или е Rise of Kingdoms. Во овие игри генералната дефиниција е дека го главите играчот со време. Времето е пари и ако сака да прогресира побрзо, може да плати за да не чека, или во основа може да чека, или може да чека одреден момент па остатокот да го плати. Се тоа е нели раздробено во тие чекори, каде што тоа е тоа. Али генерално да ги главите играчите до некој таков зид не е добро, едноставно тоа се само одредени, тоа е одреден флоу во прогресијата каде што пробувате од време на време да има некој таков по-благ зид за чекање. Има ли некој правилник, некој кодекс кој се водите во креирање на ингейм економија, прашува Драган, и што користиш ти за креирање на ингейм економија? Генерално, значи 90% од работата е Google Sheets. Или математики, тоа е 90% од работата. После зависи во каква игра е, колку е комплексна и каква е предпродукцијата, се прават понекогаш, значи некогаш може се да зависи од комплексноста, некогаш може се да се изработи во Excel. Цела длабочина, цела економија, дури и игача да се симулира, али најчесто тие останати 10% се прават некој модел, работите со некаков аналист или програмер што ќе направи некој модул кај што економијата ќе функционира доволно добро и само со табели, ама ви требаат тие модули за да видите како ќе функционира аплицирано со прогресијата од играта. Каде се фокусираме најмногу? Претплата, VIP левели, Battle Pass или EAP? Пак зависи од жанрот. Значи има жанрови, значи овие што се хардкор или конзоли или Steam или whatever, тоа Battle Pass-ата. Таму е претплатата се може да најбитна. Battle Pass-от го има кај сите. Battle Pass-от е интересен. Тоа е специфична механика која што последниве години е многу славна. Battle Pass-от е нешто измеѓу VIP механика и механика за задржување играчи. Односно, пак и некој вид на претплата, тоа е микс од се во едно. Али примерно, Battle Pass-от е механика за задржување на играчи, не е механика за монетизација. Гледате дека сите Battle Pass-ови се 5, 10, 20 долари. Не повеќе од тоа. Имаат ненормални вредности. Во смисла ви даваат пута 20.000%, нешто ненормално, за разлика од било кој друг IP. И тоа е опасно. Значи, ако немате добро испланирана економија и длабочина во играта, Battle Pass-от само ви го јаде контентот побрзо. И тие што се играчи најголемите трошачи и што би останале во играта... Брзо ќе се заситат, да. Не, едноставно ќе стигнат до крај, ќе снемате контент. Има разни интересни примери од ова. Разгледате, разгуглајте за како Clash Royale се упуца во нога со нивниот Battle Pass, кога го внесува, им требаше над година и пол за да го поправат тој проблем. Има неколку мобилни игри кои прават милиони долари дневно. Дали има слични резултати на други платформи, десктоп, конзоли и така натаму? Дали знаеш ти? Сега Диабло. Па да, Диабло денес излезе, нели, за мобил. Да, денеска. И одма ја забрани у Холандија. И Белгија, да. И Белгија, да. Ова и вака. Значи, платформите што ги пратат игрите, колку пари прават, детални платформи имате само за мобилни игри. За конзоли нема, за десктоп има како Newzoo по нешто чатпат, али немате то толку добар превју. Да, игри на десктоп и на конзоли прават милиони долари дневно, али тоа го прават 30, 40, 50 дена. И толку. Додека игри на мобилни што прават Genshin Impact прави 4 милиона дневно, 15 месеци без прекин. Тие се разликите.
Кај ги чуваат тие пари, човече, не ми е јасно. Од мене имам прашање. Кажи ми, спомнавме сега за Диабло, дека не се во Белгија и во Холандија е забрането заради лутбоксесот. Кажи ми, со стегање на законите и регулативите во други држави, во Европа конкретно, дека се се предложени тие закони и промени. Има ли опасност од студија кои што се ултра популарни заради тие закони да пропаднат? Како да го избегнат тоа? Не. Општо одговор е не. Затоа што овие проблеми дека гачата е коцкање или е некако нешто такво излегуваат на површина, не знам, секои 2-3 години. Ако памтите Star Wars Galaxy of Heroes, што е заработено од помало студио, ама студиото е во собственост на Electronic Arts, беше под тешки напади за ова. Студиото е во Калифорнија, али од време на време ќе се запнат така за некоја игра со лутбокс со гача, дека не е фер, дека е не знам вакво или такво. Меѓутоа, ултимативно не може тоа да се докаже. На крај ништо не проаѓа на суд, освен во нели тие две земји што испомна што одлучиле на кај нив на Врховен суд дека тоа е тоа и толку е, нели нема назад во тие. Прошло тоа еднаш на суд дека е така и не знам какви ставки има за тоа да се смени, можда по 30 години. Али не проаѓа пошто реално многу пари се вртат. Како ги разгледувате, не е само за парите, него не е исто тоа со коцкање. Тие дали е адиктивно, да, е многу работи се адиктивни, кола, јас сум навлечен на кола. Ама не е тоа нели причина за нешто да го нарекувате коцкање и да се забранува на малолетни лица и така натаму. Значи игрите што монетизираат на ова и ова игра што ја разгледувавме денеска и Genshin Impact и сите, значи таму имате просечна возраст на играчите што трошат пари е 32 години. Значи не е тоа нешто деца или тие што прават дечулона. Да. А на крај крајава и да го раскршите цел тој концепт, да, плаќате за да добиете нешто рандом, обично не е директно, обично купувате некој currency што е во играта, па добивате ствари што се во играта. И сето тоа останува во играта. Коцкање, ако коцкање би било, ако сега со блокчейн направат игри што имаат гача. Кај што јас се коцкам со гачата, ама е pay to earn, заработувам назад пари, етериум или што и да. И можам тие ствари да ги изнесам од играта и да правам нешто друго. Тоа е коцкање. Ова не може да се дефинира така да генерално не. Добро. Мислам дека полека стигнавме до крајот. Небојша, фала ти Ептен многу. Прекрасно предавање. Прекрасно предавање, инспиративно. Ќе го има ова предавање на YouTube, додека не ги објавиме посебно едно по едно. Има љубав ден и кога ќе стигнеш во Македонија. Уште нешто го прашаме. Сите ги прашуваме за иднината. Каде ја гледаш иднината на монетизацијата во игри? Што мислиш дека ќе биде следно? Или на каде ќе се развие? Некој твое предвидување? Монетизација на игри веќе има, како што разгледавме, има многу различни. Има, нели, ја купувате играта, купувате expansion, има предплати, има тие IP, има гача, веќе има доволно многу. И не многу од овие и Battle Pass, нели што спомнавме, не многу од овие се нешто посебно стари и мислам дека ќе бидат тука уште доста време, наредниве 10 години сигурно. Нови ствари што би се појавиле е овие блокчейн технологии, NFT, доколку успеат на некој нели нормален начин и што има она подобар пристап за сите, доколку успеат тоа да го стават во некој таков формат, тоа сигурно би бил некој следен чекор во монетизација. Ама уште се некако далеку, зашто доволно тешко е да направите игри, да продадете нешто во играта и онака, а не во вашиот онбординг или во првиот ден на играте нешто сад време и се добро, сега треба да отворите блокчейн wallet и треба да искликате на 7 сајта. Значи, тој
уште е тоа онака грубо, знаете. Доколку се до тоа се среди, се конформизира во некоја платформа кај што се ќе се направи тука, се на лице место во 30 секунди, да, тоа ќе почне тоа да работи.